Македонија како туристичка дестинација станува препознатлива на светската туристичка мапа. Дека туризмот во земјава бележи континуиран раст, покажуваат и последните податоци на Државниот завод за статистика. Според нив за 5% е зголемен бројот на туристите во Македонија, односно во периодот јануари-ноември 2016 година во однос на истиот период во 2015. Кај домашните туристи бројката е зголемена за 5,3%, а кај странските за 4,8. Бројот на туристи во ноември 2016 изнесувал 44.162, а бројот на ноќевања 97.980, што во однос на истиот месец во 2015 е пораст за 5,7 и 3,4%. Странските туристи најмногу ги посетуваат Скопје и Охрид, а најчести гости се турските туристи, како и гостите од соседството. За домашните туристи пак најатрактивни се познатите туристички места како Охрид, Преспа и Дојран, но и познатите планински туристички центри. Од туристичките агенции во Македонија вела дека бројот на граѓани кои се заинтересирани за резервирање аранжмани преку нив во Битола и околината е многу мал. Тоа најчесто го прават самостојно или пак еднодневно доаѓаат во посета на позначајните места. Додаваат дека поголем интерес се јавува за зимските туристички центри. Во Битола конкретно во нашето представништво морам со голема жалост да приметам дека нема такви барања. Може тоа е заради тоа што еве го имаме тука Пелистер, па тие што се гравитираат тука во ова подрачје одат на Пелистер или тука скокнуваат до Вигла. Во секој случај, значи, ние немаме. Од Скопското представништво од Струмица знамо ти имат интерес за Маврово, за Попова шапка. Трендот на раст на македонскиот туризам започна во 2011 година, кога почна субвенционирањето на странските гости. Освен промоција на Македонија на туристички план во светски рамки, и многу други мерки придонесоа за зголемување на бројот на туристите. Субвенциите за туроператорите, ефтините авиобилети до Македонија, изградба на модерни плажи, пешачки и планинарски патеки околу езерата, промоција на земјата како атрактивна туристичка дестинација на светските медиуми, можноста за изградба на хотели на државно земјиште по почетна цена од 1 евро за метар квадратен, се дел од мерките кои овозможија постојан раст на туризмот во последните години, како и зголемување на бројот на странските туристи во Македонија.